И на денешното трето рочиште за пожарот во модуларната болница во Тетово не се одржа главната расправа. Се одложи за 7 декември поради отсуство на адвокатот на трето обвинетиот во случајот доктор Бобан Вучевски. Одбраната на другите обвинети побара целосен увид во доказите и препис на истите, затоа што досега ги разгледале само доказните материјали во писмена форма, додека електронските не биле достапни за нив. Побара и визуелно снимање на рочиштата, но поради технички недостаток наследното ќе биде возможено само тонско. Прво обвинетиот поранешниот директор на клиничката болница Флорин Бесими во изјава за медиумите рече дека сака процесот што побрзо да почне за да се дознае вистината. Јас сум, тоа што го кажав во претходните два пати, сум највише заинтересиран да започне процесот, за да ми се овозможи да го докажам мојата невизност во врска со овој трагичен настан во судницата и да дознае јавноста. Инаку Бесими, заедно со поранешниот економски директор Арта Нетеми, се обвинети за кривично дело тешки дела против општата сигурност. Вучевски за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, за кое се товари и правното лице Клиничка болница Тетово, заедно со предизвикување општа опасност. Од сите стручни вештачења кои беа направени, беше објавено дека пожарот во модуларната ковид болница лани на 8 септември настанал како последица на електричен спој при употреба на дефибрилатор. Во оваа трагедија починаа 14 лица, од кои 12 пациенти и 2 посетители.